Почувана македонска јавност, дозволете ми да ја честитам на ВМРО-ДПМНЕ за махерството да губат коалициони партнери. Останаа сами, останаа нервозни. Први замина од вас Стефче Јакимовски, па Даниела Арсовска, па Алијанса за албанците и затоа сте нервозни. 13 февруари 2023 година, нов политички пораз на Мицковски. Нема парламентарно зголемено мнозинство, нема парламентарни избори. Меѓутоа, гледајќи ве вака, се однесувате крајно лицемерно, мислејќи дека го имате целото време на располагање на овој народ. Македонија, нашите граѓани немаат време за губање. Државата мора храбро и одлучно да оди напред. Денеска може да објавиме дека се прави добар исчекор, имаме поголемо парламентарно мнозинство за реформи, за економски политики, за интеграција во Европската Унија. СДСМ не ги дели партиите според етничка припадност, туку според подготвеност да направат повеќе за еднината на државата. Вистината е јасна. Добрите политики, резултатот на СДСМ е најголемиот пораз за ВМРО-ДПМНЕ. Најбитно е што нема веќе нијанси. Туку се поставува прашањето или сте за Европа или сте против. Опозицијата заслепена од желбата за власт се изгуби во сопственото слепило. Не може да ги препознае вистинските вредности за државата. Кога за 30 години ќе се изучува македонска историја, повторно ВМРО-вците ќе бидат на погрешната страна. СДСМ со гордост може да каже дека секогаш е на висината на задачата. Секогаш недвосмислено во борба за вистинските вредности за Македонија. Така беше и при влезот на Организацијата на Обединетите нации, така беше и при добивањето на кандидатскиот статус, така беше и за решавањето на црковното прашање на Македонската православна црква, така и сега кога отпочнавме преговорите со Европската Унија. Така се однесуваме ние, одговорно, каде што општиот и државниот интерес е пред личниот. Средина на февруари и повторно СДСМ ја зборува вистината, зголемено парламентарно мнозинство, а по можеби 50 пат за овие 3 години повторно Мицковски ВМРО лаже. Нема предвремени избори, нема мнозинство. Но мора да признаеме дека како партија имате една константа. Повторно кога се гласа на дело за македонски јазик, за македонски идентитет, ве нема празни столчиња, но полни бифеа и полни ходници. Излаклучокот е еден. Се гласа за Фронтекс, ве нема. Вие не сте само против Европската Унија, туку сте и против Македонија. Меѓутоа, лицемерието да биде уште поголемо, до вчера бевте со Алијанса, па заедно за господин Кренар, вие лично гласавте да биде член на Државната изборна комисија. Знам дека нема да застанеме тука, туку ова